Ладното стигна, иако многуми на дома калкулираат со грејењето за да заштедат некој динар. Грејната сезона во образовните институции во регионот започна. Грејната сезона започна за нас уште прошлата недела, тоа е негде 4-5, кога го осетивме првото залудување. Нафта имаме доволно по планот до следниот тендер, значи тамо негде до февруари-март, ние имаме доволно нафта, така да сме во оној константен ритм кој го бараме секогаш. Според бројот на ученици и училишен простор, најмногу пари за грејење годинава ќе потроши Штип. Што се однесува до нафтата за грејење за училиштата, со буџетот претходно беа предвидени некаде околу 15 милиони денари. Сега со пренамените и ребалансот се обезбедуваат некаде околу 20 милиони денари, кои што ќе бидат на располагање за нафта за грејење за училиштата и градинките, така да мислиме дека согласно пратејќи го ја набавката и трошењето на нафтата во овие институции, мислиме дека до крајот на годината ќе немаат никакви проблеми и ќе биде обезбедено грејење во истите. Останатите општини во просек ќе се греат за околу 150 до 2000 евра, во зависност од големината и бројот на ученици. Исклучок од правилото се градинките во Кочани и Виница, кои го прилагодија системот за грејење, направија системи за заштита на енергија, па потрошувачката на нафта за грејење ја намалија за околу 30%. Најдалеку отиде Пехчево, каде грејењето на нафта комплетно е заменето со грејење со пелети. Имаме поставено 2 котла од по 100 киловати, така што ќе бидат на некој начин и економични, во смисол во зависност од временските прилики, значи како има потреба, така ќе ги употребуваат. Инсталирањето на овие нови парни котли за нас е многу значајно за нашата установа, затоа што сега веќе имаме енергетска ефикасност, заштеда на електричната енергија, а на тоа сепак ние ги учиме и дечиња. Сепак, доколку сите образовни институции инвестираат во енергетската ефикасност, тогаш потрошувачката на нафта за грејење ќе се намали за половина.